Граѓаните ја гледаат огромната разлика од претходно и сега, вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Дециден е тој дека истрагата во Кочани ќе ја заврши докрај. До сега поднесени 2 кривични пријави, моментално во притвор 34 лица, а истовремено се направени повеќе од 10 претреси. Тој рече дека се работи континуирано и посветено и целосно ќе се расчистува случајот. Разликата македонските граѓани ја гледаат дека е огромна измеѓу она претходно што не се работеше и што се тераше селективно. Во споредба со ова сега што е, оставете да завршиме истрагата. Предходно завршија сите истраги поврзани со модуларни болници, поврзани со ласкарци, поврзани со Бесатранс, над 70 на живот имаше. Ниедна кривична пријава не е поднесена. 34 лица се во притвор, повеќе од 10 на претреси се направени, истрагата е во тек, се работи континуирано, се работи посветено, оставете да завршиме истрагата, а прашањата отварајте ги слободно. Неработењето, непрофесионалноста, неодговорноста, корумпираноста, распаднатоста од оние кои што претходно постапувале, не донесоа до ова дередже, рече Тошковски, додавајќи дека јавноста во следниот период ќе се увери дека секој еден за кој што ќе има докази ќе биде предмет на одговорност. Селективноста, неработењето, непрофесионалноста, неодговорноста, корумпираноста, распаднатоста на сите оние кои претходно постапувале или не постапувале не довесоа на ова дерет. Јавноста ќе се увери како што ќе мине времето дека секој еден за кој што ќе има докази, а не заради тоа што некој бара да биде линчуван, ќе биде предмет на одговорност во рамки на оваа постапка. Нешто незамисливо ако го споредите со она од пред. Она што дополнително постошува Тошковски е дека во државата законот ќе важи еднакво за сите, а во следниот период, освен што ќе се работи на истраги, ќе се работи и на ниво на сообраќајна култура на ниво на целата држава.